Во срцето на Скопска Црна Гора, Кучевиште, најголемата населба во овој дел на Скопско. Општината инаку се вика Чучер Сандево, но седиштето е во Кучевиште, зашто тоа е срцето и најголемото населено место. Има во овој крај и други убави села. Море сите се убави. Големи села, богати со природни убавини, плодна земја, вредни луѓе и работливи. Но тука, во овој крај, па и во Кучевиште, има и многу историја. Од антиката, средниот век, па се до поновата историја. А има и многу духовност, од рано христијанскиот период па наваму. Еве, оваа црква, ни кажуваат жителите, например, се смета дека е од 9 век. Ау, значи од времето пред расколот во христијанството на Вториот Васеленски собор, кога христијаните се поделиле, едноставно речено, на православни и католици. Тоа било во средината на 11 век. Што е историја, а? Нас сепак прво не интересираше Кучевиште денес. Што е, кој е, како се живее, што има, што нема. Село Кучевиште има околу 500 домаќинства, над 3000 житела. И селување има многу малку. Имам одселено од овде 70 куќи во Бара. Пошто нема тесен простор за живот и биле принудени луѓе да се селат, околу 70 фамилии имаме таму иселени. Подмладок има деца? Има подмладок, има. Па прилично добро подмладок има. Па ние сме овде кај села поише помладок имаме него други краишта што се доле. Имате се тука, водовод? Село наше има водовод, 5 чешми у село има, 4 цркви има и манастир 5, Свети Аранđел манастирот 5. Превоз? Превоз имаме на секој 25 минути у работни денови, 61 број автобус. Од автобусите презадоволни. На време идат, нема проблем. Цело зима било, прекин немала линија и снегово имало, ишло во автобусот. Отпадни вода утеке приклучокот за одвод. Канализација има направена пречистителна станица доле у Бразда и тамо ќе биде споена, ќе се врши чистење на водата. Отпадната вода ќе се филтрира, како да речем. Се решава голем проблем? Па доста голем проблем сме решиле, да. Улично осветлење има, да. Школа има, амбуланти, зубна амбуланта. Апотека има, пошта има, продавници има 5 у село. Нема што нема у село, сите услови ги имаме за живот. Па речи за населението е, да не речем, али 80% запослено у град. Во овој дел од Скопска Црна Гора, жителите се од мешан национален состав. Поточно македонци, срби и нешто албанци. Во училиштето, инаку големо во Кучевиште, наставата се одвива двојазично, како што треба, како што приличи цивилизацијски. И нема никаков проблем, вели агилната и енергична директорка Дарија, србинка мажена за македонец. А децата во училиштето се учат и на македонски и на српски јазик. Нашето училиште се вика Свети Кирил и Методи во село Кучевиште, е централно училиште, каде имаме и подрачно училиште во село Побожје. Нашето училиште е специфично по тоа што е изградено пред Втората светска војна, уште 1936 година, и специфично е по тоа што се наоѓа блиску до Скопје, до градот Скопје, и настава се одвива на две наставни јазика, на српски наставен јазик и на македонски наставен јазик. Каков е соодносот? Соодносот е зависно од година до година. Има, иначе, паралелки од 1 до 9 оделение на српски и на македонски од 1 до 9. Структурата на наставниот кадар е задоволителна. Имаме наставници од 1 до 9 оделение, каде што се одвива настава на српски и македонски јазик, психолог на училиштето, а бројната состојба на ученици варира, како што ви кажав, моментално ова година имаме 262 ученика. Рековте, имате подрачно во Побожје. Во ова училиште кој се учи? Само од Кучевиште? Да, овдека се ученици од Кучевиште, а од 5 оделение од Побожје доаѓаат што учат до 9 оделение. Таму се одвива комбинирана настава на македонски јазик.
Од 5 одделение наставуваат дечињата до 9 да учат во нашето училиште во Централно. Без разлика што е рурална средина, нема разлика помеѓу градски и рурална средина. Во однос на учениците и деца се деца. И во знаењето. И во знаењето, да. И тоа највеќе радува. Па највеќе радува, што е успех на сите нас. Така е во училиштето, во соседството и во секојдневниот живот. Кој како се чувствува, така се определува. Ама селото, како постанало, од кога, зошто Кучевиште? Некои мислат заради некакви куќиња. Погрешно. Кога дошле во овој крај, луѓето правеле не куќи, куќички, куќичиња, туку куќевишта, големи куќи. Така некако. Ама Стојан знае повеќе за преданието. Абе името дошло од Црна Гора. Таму живееле нашите стари и од зулум, од овие турскиот зулум избегнале у Поморавија. И од Поморавија се населиле од оваа страна. А кој е Поморавија? Биначка Морава, Витино во Кошово. И од таму дошле тука? Од таму дошле тука. И тука се населиле. Црквата се населиле во Кучково и у Кучевиште. Тие биле двајца браќа, се одвоиле, се одделиле. Еден тука останал, другиот у Кучково останал. И така се можели настанувало. И црквата е градена после тоа 14 век. Првиот брат дошол во Кучково, а вториот дошол тука, пошто имало земја доста слободна. Турците не биле тука. Владееле не биле тука, пошто ова е слабо земја, они селеле предвидено кај што е добра земја, јака земја. Овој крај неслучајно го нарекуваат и Света Гора, Скопска Црна Гора, заради бројните цркви и манастири со исклучително вредни реликвии, иконостаси и фрескописи, познати и во светот. Покрај старите, Кучевиште си гради и нова црква, Света Петка. Да, ама ова сред село е карактеристична и уникатна. Замислете две цркви во една, Свети Никола и Свети Спас. Овде оваа црква се вика Свети Спас, моментално се викала Богородица. Меѓутим, почим селото слави Спасовден и затоа е прекрстена Свети Спас, а Богородица постои у старе книги. А која година е пренамињата Свети Спас, не знам. 14 век е изградена оваа црква, слава е на Спасовден, се прави тука ручак, се прави печење, јадење, се дава и така дале. Кој доаѓа? Па кој сака, кој воли, било без разлика на верска припадност. Било, да не набруваме сега, без разлика цел свет. Ова е меѓународна куќа. Доваѓат Бразда, Глуво, Бањани, Чучер, Побуже, Љубанци, Бутел, од градот Скопје, и кој воли, што вика, кој сака може да дојде секој. Добро дојде. Добре дојдени, се причекани, се испратени како што треба. Има ли верен народ тука? Си ја сакали црква? Па има, кој е верен, кој не е верен, ти не може да го тераш со сила, например. Кој верен, верува, кој не верува, што да му правиш? Тој не може да го тераш со стап да верува. Тука едно во две, фактички две цркви има горе. Две цркви има, горе Свети Никола, доле Свети Спас, горе Свети Никола. Има две цркви, што нема никаде у светот, ја мислам дека. Колку има околу цркви на нас? Па овде у селото ние имаме 1, 2, 3, 5. 4 цркви, еден манастир Свети Аранđел горе, 3 километра од овде, горе у планина. Толку имаме, 5 храма со Свети Аранđел. Имаме Свети Спас, Свети Атанас, Света Петка, Света Недела и Свети Аранđел. У селото, тие цркви имаме. Доаѓа народ за празници? Доваѓа, да. За празници, која е селски слави, која е онamo у јесен, Свети Ѓорѓија, Митровден, да не идем од Света Петка прво, па Митровден, Свети Ѓорѓија, Свети Аранđел, па Свети Никола, тамо и тако далje. Поп си имате? Имаме поп од село овде, наш, овде, Звонко. Крштевки тука имаме, венчавање имаме такви работи. Крштевки, венчавки, све си има тие работи.
Стари се многу црквите, доаѓаат туристи. Доаѓаат, да, од страна доаѓаат, од целиот свет доаѓаат. И биле услужени секогаш. Може би ние не знаеме доволно што се поседуваме на овие простори. Ама овие учителки во пензија од Австрија ја пронајдоа духовноста во Кучевиште, незината историска и религиозно-културна димензија. Пред да дојдеме читавме книга за Македонија. Исто така читавме на интернет кои места да ги посетиме, за црквите, историјата, луѓето. И така го подготвивме нашиот престој овде. Читавме и туристички водич за Македонија. Прв пат сме овде. Многу е убаво. Луѓето се пријателски расположени. Сите не прашуваат. Што сакате да видите? Па ни покажуваат како да стигнеме дотаму. Доаѓаме од Скопје и сега сваќам зошто луѓето ни викаат. Во Скопје има големи згради и е многу бучно, а овде, на село, е многу мирно, сосема поинаку. Доволно. И ние треба да си ја знаеме повеќе таа духовно, историска димензија и да ја почитуваме цивилизацијски. Ајде, довидување од некое друго убаво село во Македонија.